Не, немаше чисто. Не знае грчки. Ни баба ми, ни мајка ми. И нашето село се вика Асарбегово, тука беа турци, немаше ни грци, ни бугари, ни срби. Само турци и македонци. Не знаеа, и до крај мајка ми и баба ми не знаеа грчки. Значи чисто македонски. Па никогаш не збореле туги некој друг јазик грчки. Тој бил чисто тој свој македонски јазик, иако не школован, зачуван со векови од таа поделба. Не беа школовани, немаше школи. Во тие време, значи, тоа е корено што не се губи никогаш. Немаше македонски школи, немаше, иако не беа дојдени грци вамо, ама поделбата се направи свој, добија тој дел грците, што викат пејаси и бугари и други. Али својот јазик се оставя со самиот говор од тоа време на постојанието на Македонија. Како што зборува тие до 30-та година, таму беше тој Венизелос, беше слободно. Нели века нема ни лични карти, ни ништо. Ама кога овај стана диктатурата на Метексата, тогаш тој забрани. На поле следеа жените. Дали зборуваат македонски, дали. А тие не знае. Па после се организира школа грчка и жени од 80 години, 70 години така учеа грчки јазик и мама така го знаеш. И си имале договорено девојчињата од незиното мало до црквата да зборуваат од училиштето до црквата да зборуваат на грчки, а од црквата до дом во нивното мало кој ќе влегуваат да зборуваат македонски. И така правеле, меѓутоа едно од девојчињата ја кажала, мајка на учителот кажал дека мајка ми зборува македонски, а бидејќи мајка ми била сестра на поп, незиниот постар брат бил свештеник, и другиот ден учителот ја грамна за косите и ја удри неколку пати главата, ја удри од таблата и мајка ми добила потрес на мозокот. Мајка ми беше сирачка. Моја заклае мајка му и сестра му. Кога граде од костур, ја натркаја на едно трапче и заклаа неколку души. А мајка ми беше со други дечиња узади и му рекоа: Софе, бегај. Бил малтретиран брат ми. Тој беше на комунистичката партија и го малтретираа премногу. Дури му ставија бурина, знаеш што е бурина? Та му ставија и гол пушве топла и ладна вода во кожени. Брат ми многу тарна тоа. Тоа е многу малтретиран. На времето на диктатурата на Метексата беше тоа. Никој при неја немаше само едно пиле шарено, шарено. Секое семејство си имаше своје. Богородица, Свет Никола, Свети Наум. Ние имаме Митровден. Другите имае Света Петка, имаме и манастир Света Петка. Велиден, Божик, Нова година, сите тие, имен денови на свеки еден, имаме добри обичаи. Велик ден, па мај, па после август месец, нели Богородица, тие, сите празници ги славе. Велик ден, Божик, Свети Никола, Свети Атанас, кој што си има имен ден, кој што си има, тоа све се славело. Ние верски празник во селото празниме Ѓурѓов ден. Црковниот празник ни беше ден Свети Ѓорѓе. Па Илинден, секој си има слава, Свети Никола и така. Богородица, Свети Вражина, Свети Атанас, Свети Архангел, значи. Митровден, Свети Арангел, Свети Никола. Обично Свети Никола, Свети Герман, Свети Атанас, тие. Митровден славиме, Богородица ни беше наш празник. Па Свети Арангел, Богородица, зашто имаме црква Богородица,
тие двете празници беа како официјални на селото. Божик, Великден, Процка, Василица, сите тие празници ги славевме и таму и тука со палење на огнови и така натаму, не постоеше разлика. Свети Никола беше у селото и црквата така беше. Црквата е изградена 1806 година. На дедо ми брат умре во Америка и прати парите да се направи црквиче кој се влегва во Вмбел селото наше. И го направи и црквичето го писа Атанас. Имаме еден манастир од 10 век, многу популарен во околината, Свети Врачи и Кузман и Дамјан. Имаше црквички, Свети Атанас, Свети Никола, малечки манастирчини, овакви кои што одевме, водичка имаше на Ридо горе, црквичката беше, водичка имаше и одевме, фрлевме парички, ке се замиеме и така. Имаше Сливенски манастир. Тој манастир беше многу далеку од страната на нашата река, од другата страна. И на тој манастир и многу патање носе и нам. Имаше 4 цркви. При секој влез од сите страни и една корена. Свети Танас, како вели Троица, Свети Илија, многу цркви имamo околу за селото, многу цркви. Најголем панагир имаше на Богоројца. Там се бере од цела околја Воденска. Тоа беше акрополна за време да дојат турците. Особено во нашиот крај се славеа имендените. Петроден, например, моето име и на дедо ми. Благовестие. Свети Пантелеймон го славиме, пошто татко ми тоа се собира па дома и на сред село се правеа големи прослави, например светската слава Свети Спас. И Свети Атанас, тоа се славеше на тоа беше чудо како ќе се посебно во неделите. Не постои недела фамилија да не се дотера да не оди црква. Тоа не постои. Ми се собермавме дома, кој си слави дома си прави си слави. Кој што вика тако е во црква Великден, во црква се одеше и мало и големо, ќе се облечат, ќе не облечат, ќе не дотерат и родителите ќе не земат, ќе не однесат во црква така. Децата одевме од школа онедела, кој ќе почне црквата, наредени од школа, преманели прво, второ оделение и не носе од црква, ќе не нареде према попот и он ќе пее, ќе одржува часови. Во тие верски празници народот, младината се собираше во центарот на селото, се свиреше, се игра ора и така натаму. Младите девојки излева имаше едно гумно село, средина село и ќе се облече селски многу бави кошули имае со вес и многу го славее тој празник Богородица. Георгиевен ден, овивне на ореите љуѓки прави од шлјупките на црници, дебели са љуѓи ние младите и свршицат по двајца и на љуѓи пее песните девојките за кои како и што и така тие верските празни и славине се на манастири име 3 манастири една црква. Се таму овивне, значи на манастирите Колја, Бравци, на другото Јаганца, Прасина, така да се имав на панагири. А на Јурјов ден кога беше, одевме ние девојките, па се ѓурѓавме. Прво на Суво, а после на најштегумна на крушите и песни, кој е таа што се ѓурѓа, ѓурѓеле, и така натам, кој е тој што е пули. На Божик, да речеме, зимно време беше, надвор не се играше. Ние дека 3 дена Божик настартео Великден, убав ден. Кој Велиден, кој ќе дојде и тие го празнува Велиден. А кој ќе се вратиме на орото, само македонски се пееше. Све се славеше. Богоројца, Свети Никола, Ѓурѓевден, разни празници со песни и ора на македонски, чисто немаше грци.
Многу весело беше. На Свети Никола баба знам дека славеше, оти посен, славеше со риба, ама со кромит подпечена, како правеше, не знам, и фасол светиниколски. Требаше да прават пити, овеа погачици, сладки, така баклави многу бави праве и ќе нареде надвор во авлијата во црквата и тука му беше празникот. Свештено лице имаше македонец, али преповедата се вршеше на грчки јазик. Тие на македонски избореа и проповедта ја држат на македонски. Литургијата тогаш порано до тие се изведувало нормално старословенски се изведува, ако бил дедо ми. После више ова грчката православна служба више того го презема. Јас памтам како дете Свети Климен и Свети Наум, овија имаше една икона ставена над и таа е трна таа икона. Имаше една стара црква, ја вика Света Богородица, голема црква, али изгледа дека грците ја запалија, па они изградија нова друга црква. И ние зимавме јагне таму, празнувавме Илинден секогаш. Со знамето и не знае грците, го криевме. Иначе ако знае ќе не покосе. Еднаш на еден велик ден отиде овој кметот и побара дека жените на велик ден да можат да запеат македонска песна. И таа песна се пееше велик, два орли се бие горе на небето, едниот е велик ден, другиот е герни ден, и жените ја пеа. И добре еден од полицајците кој не знаеше дека не е дозволено, почнал далеку доваѓа и почнал да пука. И тога се раскаже. Во уста вода носеше, со крилца сенка држеше. Нашето село беше се македонци, пошто имаше едно 7 души потурчени, бара помош од бегот, потурчени, тие напуштат после Балканските војни, мислам, тука негде 24-та година, и ни донесуват 7 души, 7 фамилии од Малазија, маџири. Во селото нашо, на вистина дојдоа Грција, ама тие од Тракија беа покултурни и беа добри луѓе. Значи, ние не имахме, за разлика од другите села, има многу кавџи меѓу нив. Околу 25 семејства од маџирите се населени во куќи на наши кои пребегале во Бугарија, во Канада, во Америка. Си бев крстен македонски, јас там ако дојде диктатура, да речеме, на Метакчова да ќе ја спомену, 36 и порано, и сменија топоними и именијата на луѓето, така да добиваме ние на место Поповски Пападопулос, на место Трајко Евстратиос. Не прекрстија, ние во школа кога се запишавме, веќе не ги сменија именијата, јас бев Домника Пискацис. Црковните власти не заведува по грчки име и презиме. Таму се викав, мислам, во крстеничето. Јас имам едно оригинално крстениче од црквата, таму сум запишан како Петрос Нанос. Значи, нашите презимена се погрчени.